човек од сферата на науката. Точно знаете дека има една цела наука за говорот на телото. Тоа што не сакаме да го кажеме вербално, го кажуваме низ говорот на телото. Мене така ме подсети, може би грешам, но еве, тоа нека биде вовед како прашање за она што вие перцепиравте од политичкото делување како на лидерот на Обединети за Македонија, така и на целата таа политичка партија. Па еве, јас спомнав претходно за неколку партии кои што од десница, од така наречената десница, една од тие мислев и на Обединети за Македонија, кои што најсрамно овој пат се определија да одработуваат за Бранко Црвенковски и за неговата агенда. Постои тој, јас себе најодговорно тврдам, постои тој нивен задненски договор помеѓу Љубе Бошковски и Бранко Црвенковски, се има среќавано на неколку пати во еден ресторан во Скопје. И сега тука интересно е што кажам, нашиот народ во секое зло и добро, најпосле македонскиот народ ќе добие прилика целосно да ја види личноста на Љубе Бошковски, за човек кој што еве се представува во јавноста како некаков бранител, како човек кој што учествуваше во татковинската војна како некој водач, но тоа е една лажна слика за Љубе Бошковски. Баш од тие причини ние како Народно движење за Македонија, кој што како помала партија пред се во основа сакаме да ги одбраниме и заштитиме македонските национални интереси и достоинството на македонскиот народ, и затоа во тој дел сме исправени пред предизвикот да ги разобличиме тие лажни фигури во македонската јавност. Иначе со еден збор кажано, јас бидејќи и добро го познавам Љубе Бошковски од времето кога беше во МВР, се работи за еден најобичен авантурист, кој што му е најмалку грижа за Македонија, нешто како на привремена некоја агенда што ја тера во Македонија, и лажна е таа негова слика за време на татковинската војна, бидејќи токму како резултат на неговите стратешки грешки што ги направи во таа војна се случија многу трагедии. Да кажеме, само се потсетиме, Љубе Бошковски, да кажеме, носи директна вина за загинувањето на пример на војниците на Карпалак, кој што се случи некаде 10 август 2001 година, тогаш тој беше министер за внатрешни работи. Настанот се случи на 8 август 2001 година, а 40 дена пред да се случи настанот, македонската државна безбедност ги имаше сите потребни информации, изготви службен материјал и аналитички осврт, кој што беше доставен до министерот, дека на тоа брдо, таму кај Карпалак има 15 на припадници на тие терористички формации, кои што преку ден правеа инциденти пукајки по возилата по автопатот Скопје. Тето преку ног се повлекуваа во тие околни албански села кај своји јатаци. Дури при едно нивно повлекување комбиниран тим од Бирото за јавна безбедност на МВР и службата за државна безбедност беше направено, беше и посетено тоа место, се знаеше дека има вкопен минофрлач. И сега замислите Љубе Бошковски како министер 40 дена вие да го знаете тоа и да дозволите да ви загинат тие припадници, иако само со една наредба на министер тие може со еден хеликоптерски напад да бидат збришени, бидејќи се знаеше локацијата, колку се таму, како се вооружени, зошто се таму и така натаму. На неколку дена пред загинувањето, дури по наредба негова како министер, беше отстранет и пунктот кој што беше во непосредна близина на Карпалак на автопатот Скопје Тетово. Или да случајот Арачиново кога беше обсарата во јуни месец 2001 година, тогаш да кажеме загинаа тројца припадници на МВР во тој прв напад, кога налет према Арачиново, ослободување на Арачиново. И сега замислите, тие тројца припадници на МВР не загинаа од албанските терористи, него загинаа од армиска граната на нашата армија. Тоа беше една смешна ситуација, на таква бламажа, македонски полицајци и војници се испотепаа сами меѓу себе, а се испотепаа бидејќи Љубе Бошковски како министер за внатрешни работи и Владо Бучковски како министер за одбрана во таа влада за национален спас тера некоја авантуристичка политика, не седнаа да се договорат и да се координираат за нападот. Светни луѓе. И се понаша како некој цитира некоја своја авантуристичка политика, и како резултат на тој нивен дилетантизам и аматеризам загинаа тројца припадници, и тоа дури до ден денес се крие од семејствата на загинатите. Официјалната верзија беше дека загинале од албанските терористи, тоа воопшто не е вистина, бидејќи после потоа сите тие вештачња покажа дека од армиска граната, како резултат на тоа некоординирано действување. Така да сега можем да добраме многу примери. Тие пропуски што ги случија, така да Љубе Бошковски носи директна вина. Тие луѓе одат на негова совест, бидејќи кривичарите, стручњаците по кривично право знаат дека кривично дело може да се направи со сторување и со несторување. Значи со несторување кога вие кога не сте презрели се што сте биле должен да
да преземете во даден момент, а прв човек во тоа време на МВР беше, како што кажав, Љубе Бошковски. И смислото ми е да кажам дека пред граѓаните дека лажна е таа слика што се креира за некаков патриот, за некаков човек кој што ја бранеше државата, и од тие авантуристички негови потези, како што Љубе Бошковски кажуваше, не даваме ни една педа, ние секој ден губевме по една педа од територијата. Или да не одиме понатака кога тргна тие ископувања да се прават во Требош, таму за да се откријат остатоци од киднапираните 12 киднапирани македонци. Љубе Бошковски таа акција правеше вечерта да држи пресконференција како доди на свадба и тргна тие таму да копат, одмам загина пак тројца полицајци во тоа време. Значи се беше резултат на тој авантуристички дух што се правеше во тоа време и дури интересна една нивна блискост со Црвенковски од тоа време, бидејќи во Македонија кога беа во екот тие борбени дејствија кој започна јануари 2001 година со Танушевци, веќе во март, значи 2-3 месеци после војната, тогаш службата за државна безбедност доби информација дека тим на СДСМ веќе под контрола на Црвенковски веќе тајно преговараат со луѓе на Ахмети во еден стан во Гостивар во собственост на службата за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана. Значи веќе тајно се правиле тие спетки, Љубе Бошковски го знаеше, тоа и сега чудно не презеде ништо. Во таков случај сите тие актери треба да се апсат, бидејќи тоа е класично велипредавство. Додека бранителите војуваа, да кажеме, веќе се правиле тие тајни планови меѓу терористите, луѓе на Ахмети и луѓе од пушени од Црвенковски за да ги договарат тие. И затоа јас многу пати укажувам дека сите тие работи што ни се случија нас во 2001 година, во добар дел се резултат на тие внатрешни предавства, на тие внатрешни сценарии политички што се правија меѓу нашите политички водачи во тоа време кои што беа залудени единствено од желбата за моќ, за профит и за слава. Лјупчо Георгиевски беше премиер, најмногу кога се грижеше за одбраната на државата, бидејќи во тоа време се случија страшни приватизации и натрупа огромно богатство. И значи на грбот на Македонија во таа војна, значи тие дебело профитираа во тоа време. Така да, како што кажав, ние како помала партија имаме силна обврска во тој дел, како партија кој што секој пат се залагаме да стоиме на првата линија во одбрана на македонските интереси, да им ја предочиме на јавноста и на македонските граѓани таа вистина. Лажната слика за Бошковски. Колку македонски граѓани ќе ја перцепираат како апсолутна вистина преточено во мандати? Па јас кажав кога прогнозирав дека Обединените за Македонија нема да освојат, нема да бидат пратеничка партија, бидејќи како што кажав веќе четврти ден кампањата, во веќе 3 дена доста бев и по терен, гледам дека лажна таа нивна самохрабрење што си го прават дека ќе освојат 20, 30, па дури дека ќе бидат победничка партија, па дури дека ќе формираат влада, овој пат ќе излезат страшно разочарани и после дури и после изборите таа партија ќе се распадне. Љубе Бошковски неуспешно ќе заврши својата емисарска улога која што треба да ја врши тука и ќе се замине во Хрватска. Македонија е етнички хетерогенно општество, но под влијание на политиката и политиканството стана етнички поделено општество. Па би сакал и со спротивставени страни до екстрем. И би сакал еве да ве прашам како го оценувате делувањето на политичките партии кои доаѓаат од тој етнички блок овде во Македонија. Се наслутуваат ли кај одредени политички субјекти радикализација во нивната политичка реторика и испоставување на некои нови барања кои што би воделе во федерализација и распад на македонската држава? Па видите, тоа веќе стана како нормална појава пред избори да се дават порадикални изјави, после кога се влезе во власта, да кажеме, тие малку ретерираат, па сега и во таа смисла албанските партии гледаме се некако многу радикални во своите настапи, дека ќе федерализира државата, дека ќе барат равноправност, баде интерес тој принцип да се почитува секаде, иако на некои места едноставно не е својствено да се бират во некои органи да се бират по тој принцип. Дури сега најново во тоа нивно храбрење Ахмети ја пушти таа реченица дека они со ВМРО нивната коалиција била изнудена, као не сакале во коалиција, но ете морале, и